Добро вечер, Охрид. Добро вечер, другарки и другари. Добро вечер, граѓани на Охрид. Кога ве гледам вака собрани во голем број, знам што следи. Во овој изборен штаб, овде, на 8 мај, исто како во сите наши изборни штабови низ цела Македонија, сите заедно ќе прогласиме нова победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нова победа за посветла иднина на Македонија. Зошто сум убеден во тоа дека СДСМ ќе ја формира новата влада? Затоа што граѓаните добро знаат дека со СДСМ нема откажување, нема враќање назад. СДСМ е најдобрата опција за еднината на државата. Опција која носи надеж, опција која обезбедува поголеми плати и пензии, опција која обезбедува подобар и подостоинствен живот за сите. Опција која сигурно, силно и одлучно оди на патот кон Европската Унија. СДСМ е синоним за напредок и просперитет. ДПМН е синоним за безнадежност и стоење во место. Тоа е изборот пред граѓаните. На изборите пред нас одлучуваме дали Северна Македонија ќе стане членка на Европската Унија и ќе ги изголеми придобивките од членството во НАТО, или ќе заглавиме во недоглед во нова и тешка неизвестност, што ќе донесе голема изолација, поделби и загрозување на иднината и на напредокот на земјата. А народот не сака да стои во место. Не сака повторно да биде заглавен и понижен. Не заборава како владееше ДПМН на чело со Никола Груевски, ментор на сегашниот нивни председател. Затоа ќе победиме. Борбата за европска, македонска иднина продолжува и нема откажување од таа борба. Почитувани и драги пријатели, драги охриѓани, јас нема да зборувам за опозицијата, за нивниот слаб потенцијал и слаб капацитет. Тоа го гледаат граѓаните секој ден и знаат многу добро. Тоа се истите оние кои ветуваа промени на локалните избори и не направија ништо. Не променија ништо. Доволно е да се види хаосот во Скопје, нереализираните ветувања во Охрид и ширум сите општини во Македонија. ДПМН не може да донесе никакви суштински промени. Затоа ќе зборувам за тоа кои се нашите планови и визии за еднината. Да ги представам програмските определби на СДСМ, кои ќе донесат повисок животен стандард, почиста и побезбедна држава и постабилна иднина за нашите деца и внуци. Тоа го правевме и досега, а уште порешително и попосветено ќе го правиме и од сега во иднина. Денес просечната плата изнесува 650 евра, или речиси 300 евра повеќе од 2017 година, кога СДСМ ја презеде одговорноста за водење на државата. Некој ќе рече, ниту 650 евра не се доволно. И јас се согласувам со тоа. Да, така е. И јас сум дел од нашите граѓани. И јас знам луѓето со какви предизвици се соочуваат во секојдневието. И знам дека не е доволно. И затоа во нашата предизборна програма се обврзуваме да ги зголемиме платите и пензиите. 1000 евра да биде просечната плата и 600 евра да биде минималната плата. Ова се сериозни и издржани проекции на нашиот економски тим и тоа ќе се случи. Исто како што се случи и ветувањето, дека до 2024 година просечната плата ќе биде најмалку 500 евра, а достигна 650 евра. Исто така, ќе го исполниме и ветувањето за 1000 евра просечна плата до 2028 година. Исто како што просечната пензија ја зголемивме за 6400 денари, а минималната пензија за 50%.
така пензиите ќе продолжат да растат со СДСМ и во иднина. Ние не ги оставивме граѓаните и компаниите сами да се справуваат со кризата и не спроведувавме блокада во собранието. За 3 години, преку антикризните мерки, обезбедивме помош од 2,6 милиарди евра за нашите граѓани. СДСМ покажа дека со правилни политики се исполнуваат стратешките цели и дека не постои недостижна цел ако напорно се работи. И горди сме на сето тоа. Исто како што сме горди што го заштитивме македонскиот јазик и идентитет во Европа. Интеграцијата во Европската Унија е единствениот пат на македонската иднина. Колевката на македонската писменост, на македонскиот јазик, на македонскиот идентитет, Охрид, го знае во суштина значењето на државничките политики на СДСМ. Драги охриѓани, СДСМ го сочува престижниот статус на Охридскиот регион на листата на УНЕСКО, а во изминатите години СДСМ реализираше повеќе значајни проекти за Охрид. Министерството за животна средина изврши санација и унапредување на ефикасноста на колекторскиот систем во Охрид и Струга. Владата подржа изградба на спортски објекти, спортски сали и реконструкција на дел од основните и средните училишта во Охрид. Конечно, по повеќе години, Охрид ќе добие затворен пливачки базен, проект што го реализира Агенцијата за млади и спорт. Ветивме дека тоа ќе го направиме во Струга, го направивме. Ветивме дека ќе го направиме во Охрид и тоа ќе го направиме. Бидејќи имаме јасна стратегија за развој и промоција на туризмот во Македонија, со акцент на нашиот македонски, балкански и светски бисер Охрид. Драги мои пријатели, ние во СДСМ сме целосно посветени и свесни дека можеше и многу работи да бидат подобри. Мора да изградиме целосно функционален систем во државата кој ќе биде во служба и во корист на граѓаните. Ние го знаеме сето тоа и имаме план како да го направиме. Јас сум прагматичен човек со долгогодишно искуство. Затоа не сакам да се расфрлам со празни ветувања и со спакувани флоскули. Сакам да зборувам отворено, искрено и конкретно. За да го постигнеме тоа, за да имаме целосно нов систем, тој мора да биде изграден по правилата на Европската Унија и изграден преку преговорите со Европската Унија за полноправно членство. И свесен сум дека патот на Македонија кон Европската Унија е трнлив и тежок. Како премиер на државата, најдобро знам какви неправди има и каков напор е потребен за да продолжиме да чекориме по тој пат со исправена глава. Но нашата Македонија, на нашите граѓани, им е потребно членство во Европската Унија. Нам и на нашите млади ни е потребно европското семејство. Тоа не значи само дека ќе седиме на иста маса рамноправно со најразвиените земји во Европа. Тоа значи и поквалитетно здравство, поквалитетно образование, модерно образование, праведен судски систем, развиена економија и подобар квалитет на живот за сите, кои гордо и исправено живееме и работиме во нашата земја. Секој што ветува нешто друго, треба да излезе и да каже што е тоа. Која е алтернативната визија за Македонија? Како ќе ја реализираат? И немаат. Затоа и не кажуваат. ДПМН нема план за Европа и нема план за иднината. Ние во СДСМ имаме јасна визија за иднината на Македонија. Не бегаме од одговорност, не се плашиме од работа и не се криеме зад празни фрази и подготвени сме да носиме тешки и одговорни одлуки исто како што носевме и досега. И знаеме дека во изминатите години направивме и одредени грешки. Точно знаеме и кои се тие грешки. И спремни сме да прифатиме критика, да се менуваме и да се подобриме. Но да не заборавиме дека за време на владеењето на СДСМ Македонија стана рамноправна членка на НАТО.
Македонија започна по 17 години чекање преговори со Европската Унија. Македонската православна црква после декади и декади во времето на СДСМ стана дел од автокефалните православни цркви во светот. И се е тоа резултат на политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ја поставивме визијата за европска иднина и одиме до крај со неа. Нема откажување од иднината. Ние во СДСМ никогаш нема да се откажеме од тој пат, затоа што тоа е вистинскиот пат, вистински пат кон подобра иднина. И за разлика од нас, ДПМНЕ немаат ниту план, ниту визија, ниту знаат кај тераат. Се однесуваат како да се без компас. На Македонија не и треба лоша реприза на владењето на Никола Груевски. Со нив на власт, државата ќе изгуби уште една деценија заглавена на патот кон Брисел, а за тоа ќе обвинуваат некои други и на крајот ќе обвинуваат и самата Европска Унија. И затоа, почитувани другарки и другари, драги пријатели, ова не се избори само помеѓу СДСМ и ДПМНЕ. Ова се избори помеѓу надежта и безнадежноста. Избори помеѓу светла иднина и враќање во мрачното минато. Со глас за СДСМ и Стево Пендаровски обезбедуваме сигурна европска иднина, подобра иднина за сите. Затоа што граѓаните заслужуваат европски животен стандард, просперитетна и развиена држава, држава во која функционира демократијата, држава во која медиумите се слободи, држава во која владее правото и држава во која има социјална правда. И затоа тука од Охрид ве повикувам на престојните избори да ги поддржите Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и сегашниот и иден председател Стево Пендаровски. СДСМ го има победничкиот кандидат за председател, СДСМ го има победничкиот тим за нова проевропска влада. На 8 мај ќе прогласиме голема победа, а на 9 мај, денот на Европа, денот на победа над фашизмот, ќе ја најавиме новата влада и ќе продолжиме со нова енергија да работиме за европска иднина на Македонија. Да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее Европска Македонија.